Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Реконструкцијата на зградата на мултикултурниот центар во Кочани е во полн ек. Градежните работи се одвиваат и во внатрешноста на објектот, како и на неговата фасада, при што во тек е поставувањето на водоводната, електро и другата инсталација. По почетокот на реконструкцијата на мултикултурниот центар од пред неколку месеци, деновиве се интензивираат градежните работи. Дел од активностите се реализираат на приземниот дел од северната страна на објектот, каде што се работи на хидроизолација, поради што и се направени ископи до ниво на темелите. Се поставува и комплетно нова водоводна, канализацијска и електрична инсталација, а објектот ќе добие ПВЦ врати и прозорци, термичка фасада, нов под и осветлување, како и сигурносна и видео опрема против пожарна и громобранска заштита. Изминатиот период е променета кровната конструкција, а во внатрешноста се отстранети старите слоеви на зидовите и изградени се нови тоалети. Со реализацијата на овој проект Кочани ќе добие современи простории на кои културните работници и публиката чекаат со децении. Од општината информираат дека според планот поранешното старо кино во Кочани, кое во 2002 година беше реконструирано во мултикултурен центар со мала сцена, сега се подготвува да стане простор што ќе биде наменет за младите творци и креативци, но и каде што ќе се изложат предмети од културно-историско значење, поврзани со значајни личности и настани од локалното поднебје. Реконструкцијата и адаптацијата на овој објект доаѓаат во вистинско време и се очекува младинскиот центар да создава можности за многу нови бизнис идеи по примерот на европските искуства, информираат од општината. Реконструкцијата на мултикултурниот центар е во рамки на реализацијата на проектот Нашето заедничко минато, патеки за заедничка иднина, каде водечки партнер е Центарот за развој на Источниот плански регион, заедно со општината Гоце Делчев од Бугарија, која се јавува како втор проектен партнер. Овој проект е финансиран од Европската Унија во рамки на вториот повик на Интеррек ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија. Центарот за развој на Источниот плански регион ќе набави агрометеоролошки станици кои ќе мерат податоци што се неопходни за заштита на земјоделското производство. Станиците ќе даваат и дневни информации за влијанието на климатските промени и врз заштитата на животната средина. Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина ќе набавува Центарот за развој на Источниот плански регион за сите 11 општини што се во состав на регионот. Повикот за јавна набавка е веќе објавен и според техничката спецификација секоја општина ќе добие по една таква станица, при што во зависност од земјоделската култура што е карактеристична за општината, така ќе бидат прилагодени и агрометеоролошките податоци што ќе се добиваат. Во образложението за потребата од набавка на станиците е нагласено дека Источниот регион во последните години е погоден од временски неприлики кои често предизвикуваат штета во земјоделското производство. Освен тоа, голем е и ризикот од климатските промени кои влијаат за појава на болести кај градинарските, овошните, но и житните култури во регионот. За да им се помогне на земјоделските производители и воопшто на агростопанството, неопходни се точни и навремени информации за метеоролошко-климатските промени, за да може да се користи навремена и соодветна заштита на растенијата. Набавката на опремата е во рамки на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, што го спроведува Центарот за развој на Источниот регион. При тоа, агрометеоролошките станици ќе бидат поставени на отворен простор во секоја од општините, при што за Виница ќе се добиваат податоци за влијанието на климатските фактори врз оризот и виновата лоза, во Зрновци и Чешиново Облешево за оризот, а во Кочани за оризот и пченицата. Мерните станици ќе содржат посебни сензори за мерење на температурата, влажноста, воздушниот притисок, сончевата радијација, врнежите, брзината на ветрот, како и сензори за мерење на влажноста на листовите на растенијата. Станиците ќе имаат мобилна и компјутерска апликација, како и посебна интернет страница, како и посебна веб страница или пак дополнување на веќе постоечка со редовна техничка подршка. Измерените дневни податоци ќе бидат достапни и лесно разбирливи за самите земјоделци, без потреба од подршка од стручни лица. Рокот за пријавување на заинтересираните понудувачи на опремата е до 24 јуни, пошто испораката и монтирањето на станиците треба да се реализира во период од 3 месеци.
Во полицијата во Скопје, мајка од Кочани го пријавила исчезнувањето на нејзината малолетна ќерка. Поднесени и 4 кривични пријави против лица од Кочани и Виница за непочитување на мерките за ограничено движење поради коронавирусот. 10-годишно девојче од Кочани било пријавено како исчезнато во полициска станица во Скопје, откако неговата мајка забележала дека детето не е присутно во домот. Според официјалното известување од Министерството за внатрешни работи, во понеделникот околу 22 часот и 30 минути, 31-годишната С.А. од Кочани, која имала регистрирано престојувалиште во Скопје, во секторот за внатрешни работи пријавила дека истиот ден исчезнала нејзината 10-годишна ќерка. Малолетничката излегла од домот и не се вратила, пошто мајката случајот го пријавила како исчезнување. Од полицијата информираат дека потрагата по девојчето е во тек, а сите оние кои имаат некакви сознанија или го забележале да се јават во најблиската полициска станица. Од Министерството за внатрешни работи информираат и дека против едно лице од општина Виница и тројца од Кочани се поднесени пријави за непочитување на мерките за заштита од коронавирусот. Кривичните пријави се поднесени за 38-годишниот К.В. од Виничко Трсино и уште против тројца постари малолетници од Кочани, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Пријавените не се придржувале кон воведената мерка за ограничено движење во текот на минатиот викенд. Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на УНИЦЕФ обезбедија пакети со дидактички материјали за деца со попреченост. Во дневните центри кои добија вакви пакети, опфатен е и дневниот центар во Кочани. Министерството за труд и социјална политика во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ обезбеди 500 пакети со дидактички материјали за децата со попреченост кои посетуваат дневни центри во 30 општини во државата. Во дневните центри кои добија пакети е и дневниот центар за лица со попреченост во општина Кочани, кој го покрива меѓуопштинскиот центар за социјална работа Кочани, откаде информираат дека пакетите се веќе поделени. Министерството за труд и социјална политика во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ во Република Македонија, во заедничка соработка и со меѓуопштинскиот центар за социјална работа и Црвениот крст извршија примопредавање и подела на пакети со дидактички материјали за лицата со попреченост кои што се корисници на дневниот центар за лица со попреченост во Кочани. Истите веќе им се доставени на крајните корисници од екипи на Црвен крст и на представници на меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Кочани. Понатамошниот период исто така продолжуваме со хуманитарни акции под покровителство на Министерството и на канцелариите и помошта која што Република Северна Македонија добива од Канцеларијата на Обединените нации во Македонија со низините програми како што е во овој случај УНИЦЕФ. Со спроведувањето на мерките за заштита од пандемијата и превременото затворање на училиштата, градинките и дневните центри, многу родители на деца со попреченост ја изгубија секојдневната поддршка. За да продолжи поддршката на оддалеченост, специјалните едукатори, психолозите и социјалните работници вработени во дневните центри обезбедуваат онлайн или телефонски совети за користење на дидактички материјали, психосоцијална поддршка и изработка на прилагодени индивидуални едукативни програми со корисниците на дневните центри и нивните семејства за полесно спроведување на активностите во домашни услови. Создавањето можности за учење и игра во домашни услови е особено важно за ранливите семејства, кои се грижат за деца со попреченост поради нивниот недостиг на средства и пристап до други мрежи за поддршка. Обезбедувањето дидактички материјали и исто така ќе помогне во остварување на активностите кои ги спроведуваат тимовите, составени од психолози и специјални едукатори кои работат со децата без родителска грижа во малите групни домови. Поради корона епидемијата, туристичките агенции имаат понуди за летување само во државата на нашите македонски езера. Соседните држави се уште предвидуваат 14-дневен карантин за македонските граѓани при влез во земјите. И покрај состојбата со COVID-19, сепак граѓаните на Кочани се заинтересирани и прашуваат за аранжмани во и надвор од државата. Најголем интерес буди прашањето дали после така наречениот втор бран на заболени од COVID-19 во државата
ќе им биде дозволено на македонските граѓани да влезат во државите без да мора да поминат 14-дневен карантин. Тоа е клучно прашање за реализација на одморите или не, велат од туристичките агенции. Аранжманите се највеќе за Бугарија, за Грција, исто така имаме и за Албанија. Моментално ситуацијата во Бугарија со нашите македонските државјани е дека сите тие кои што влегуваат од Македонија во Бугарија ги следува 14-дневен карантин поради ситуацијата со COVID-19. За Грција се уште информацијата стои дека не е задолжителен карантин, но до крајот на неделата ќе имаме подетални информации. Да се надеваме дека воената состојба би требало да заврши оваа недела за да можеме полека да се враќаме во таа новата нормала. За Албанија се уште немаме информации, но според тоа што располагаме дека по се изгледа се уште ќе важи забраната за влез на македонски државјани, освен ако не добиеме некоја друга информација. Но сега за сега располагаме со аранжмани во Македонија. Значи имаме во Охрид со едно ноќевање, со две ноќевања, имаме за Дојран, а исто така имаме и еднодневни прошетки. Инаку сите туристички агенции во државата уште пред 2 месеци истакнаа дека имајќи ја предвид состојбата со пандемијата и препораките и неможноста да се патува, сите туристички летни аранжмани за целата сезона лето 2020 за сите дестинации надвор од државата заклучно со 2020 беа целосно откажани за реализација од страна на туристичките агенции. Тоа беше генерална одлука се додека не се створат услови за повторно патување. Од туристичките агенции истакнаа дека се надеваат на брзо справување со корона епидемијата и враќање во нормала, а со тоа реализација и на летните одмори. Одговорните во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци скромно со положување цвеќе го одбележаа патрониот празник. Учениците пак, заедно со нивните наставници, изработија презентација од сите литературни и ликовни творби кои учествуваа на училишниот конкурс на тема «Моето училиште, гордост и инспирација». Скромно без ученици со положување цвеќе на бистата, основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци го одбележа патрониот празник. По повод 19 години од смртта на македонскиот бранител, членови на семејството на Стоилов, делегација од општина Зрновци предводена од градоначалникот Блаже Станков, делегација на армијата, како и одговорните во училиштето на чело со директорот Кире Ѓоргиев, положија цвеќе на споменикот во холот на училиштето. На тој начин му дадоа почит на патронот Стоилов, чие име го носи училиштето. Положивме цвеќе делегација од општина Зрновци и делегација од нашето училиште, предводено од мене како раководител. Присутни беа членови на АРАМА и семејството Стоилови. Како и секоја година, скромно, едноставно, одбележавме нашиот патронен празник. Со тоа, и ја финиширавме нашата учебна година, која од март месец наваму се одвиваше онлайн според сите законски прописи пропишани од Министерството за образование. Денес, 10 јуни, ја заокружуваме успешно и оваа учебна година 2019-2020 година. Со наставнички совети, со сумирање на резултатите, со оценување на учениците. По повод одбележување на патрониот празник, учениците пак заедно со нивните наставници изработија презентација од сите литературни и ликовни творби кои учествуваа на училишниот конкурс на тема «Моето училиште, гордост и инспирација». Синиша Стоилов бил македонски бранител, капетан на АРАМА, учесник во воениот конфликт во Македонија во 2001 година. Загинал на 10 јуни 2001 кај кумановското село Слупчане од 120 мм граната испукана од страна на терористите на УНА.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.